Утре истекува мандатот на градоначалниците и на советниците во општините, а локални избори не се закажани. Во потрага по решение за овој проблем, утре представници на парламентарните партии ќе се координираат за локалните избори. Вчера представници на партиите во собранието имаа средба во законодавниот дом. На средбата присуствуваа Никола Тодоров од ВМРО-ДПМНЕ, Оливер Спасовски од СДСМ, Зекирија Ибраими од БЕСА, Садула Дурако од ДУИ и Луан Треси од ДП, но не кажа за што разговарале. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски вчера повика ден поскоро да се организираат локалните избори. Според него најблизок рок е 45 дена од носење на закон, со кој ќе се одреди тоа. 45 дена од понеделник е 2 јули. Апелот на ВМРО-ДПМНЕ е да се одржат локалните избори на 2 јули првиот круг и 14 дена подоцна на 16 јули вториот круг. Она што го гледаме од другата страна дека немаат расположение за брзи локални избори, инаку ако имаат би го прифатиле овој рок и би имале на 2 јули. Но очигледно е дека имаат недостаток на самодоверба, односно се плашат дека ќе ги загубат и бараат колку што е можно подолг период да се пролонгираат, така што од тие причини ние оставивме отворено уште 2 термина во септември, 17 и 24. И последен, како најдалечен што би можеле да го прифатиме е 15 октомври. Се понатаму ќе биде грубо кршење на демократските процеси во смисла на редовно одржување на редовни локални избори и покажување на огромен страф и бегање од локалните избори и бегање од соочување со народот. Така што уште еднаш апелираме локалните избори да се одржат колку што е можно порано, по можност на 2 јули. На ова реагира од СДСМ, од каде сметаа дека председателот Ѓорги Иванов треба веднаш да го даде мандатот и со тоа да овозможи председателот на партијата Зоран Заев брзо да ја формира новата влада и потоа законски да се утврди датумот за локалните избори. Блокадата на демократските процеси кулминира со штети врз граѓаните со утрешниот престанок на мандатот на градоначалниците и советите. Иванов нема право да ја загрозува екзистенцијата на луѓето во општините, кои нема да можат да земаат плати и да ги блокира граѓаните да си ги добијат потребните општински услуги, само затоа што на Никола Груевски неговите соработници, кои сакаат да бегаат од правдата, им одговара дестабилизација на државата, се вели во денешното соопштение од СДСМ. Од партијата сметаат дека, како што велат, лицитирањето со датуми за локалните избори како на лото емисија е крајно несериозно и никаде не води. И оти во ВМРО-ДПМНЕ мора да преовладее разумот, партијата да постапи конструктивно и да возможи Македонија да оди напред. Општините мора да продолжат да функционираат, на граѓаните им се потребни функционални независни институции, што ќе им ги овозможи новата реформска влада, се вели во соопштението од СДСМ. Секој нов ден блокада на демократските процеси се додава во него е нова штета врз граѓанските и државните интереси.